Георги Чековски, 10 за него. На листата на стрелците, еден повеќе од Чековски има Јанев, кој што е неефикасен кај Работнички, од супротивната страна и на теренот најпрецизен Игор Тадич со 12 коша, потоа зад него Милович, кој што не играше речиси цела втора четвртина, по 7 коша имаат Синадиновиќ и Георгиевски. Што се однесува до статистиката, од поле МЗТ Скопје има добар процент. 15 од 30, 18 од 29, уште е подобар Работнички, екипата што води 62 за 3 поени, 3 од 10 МЗТ, 7 од 13, високи 54% за екипата на Работнички, нешто повеќе скокови, 13-10 за МЗТ Скопје. Ете, со ова мини статистика, со овој мини преглед на она што досега се случуваше во првото полувреме. Поштовани гледачи, ве поздравувам, ве оставам да ја проследите пригодната свечаност што ќе се случува на полувреме од овој надпревар по повод учесниците на специјалната олимпијада. Значи, представителот на специјалната олимпијада Македонија ќе биде врачена пораката која што е води господин Иван Коелев на Димитар Константинов. Ојатно, значи, сакам да кажам модерната кошаркарската федерација на Република Македонија, која што го возложи овој вечерашен надпревар току на овој
всичките токму до вас во публиката и пораката која што сакаат тие да ја пренесат до вас. И на крај само што тука обраќање од Ана Петровска, председател на Социјалната олимпијада Македонија. Здраво на сите, ова е навистина интересен натпревар со оглед на навивачкиот дух. Голема благодарност до МЦТ и до работници.
Почитувани гледачи, еве сме пред стартот на второто полувреме од кошаркарското дерби од 15-тото коло во прволигачката кошаркарска конкуренција. Во салата Јане Сандовски во аеродром Работнички го доби првото полувреме со 45-40 против МЗТ Скопје. Во првата четвртина 21-17, во втората 24-23 за составот на Работнички, вкупно 45-40. Во втората четвртина, која што е многу тешка досега за МЗТ Скопје, успеа да се мотивираат кошаркарите на Анте Дуковски да одиграат добро, се приближија на еден кош разлика, има шанса да ја анулираат она највисока предност од 8 коша што има екипата на Работнички, меѓутоа не успеа до крај да направат пресврт и да се вратат комплетно во игра. Во второто полувреме во секој случај влегуваат со резултат кој што ветува и неизвестност и возбуда и завршница, какво што посакуваме и какво што многу пати сме гледаме во дуелите на овие две екипи. Сега во претходните години се работеше за висок пласман, сега двете екипи имаат сосема други сметки. Сега вниманието гледате и од фокусот на нашата камера насочена таму кон трибината каде што се наоѓаат навивачите на МЗТ Скопје и само што помислив дека нема да има вакви сцени, само што помислив дека ќе се фокусираат долу на теренот навивачите на МЗТ Скопје да ги бодрат своите кошаркари да дојдат до комплетен пресврт, затоа што 5 коша предност не е ништо. Еве гледате, реагираше таму полицијата и брзо се расчисти тој дел од теренот. Не знам, навистина не успева да забележам, бев насочен кон играта, што се случи во тој дел од салата каде што се наоѓаат навивачите на МЗТ Скопје. Повторно прекин, значи повторно ќе се одолжи овој надпревар, се одигра буквално само 9 секунди од продолжението и интервенираше полицијата. Тука долу на теренот и специјалните единици кои што се подготвени секогаш влегува во дел од теренот и мораше судијата да ја прекине, судиската тројка да го прекине надпреварот и продолжението. Се надам дека се ќе биде во ред, не е дека не очекувавме вакви ситуации, но очекувавме и посакуваме да бидат што помалку и да не се одразат врз кошаркарите, а не може да не се одразат. Еве го таму Ѓоревски сега со дел од навивачите во комуникација, веројатно да се смират и да продолжат со коректно навивање и без проблеми на овој надпревар. Подготвени органите за безбедност за вакви ситуации, особено на овие дуели меѓу двете најверни навивачки групи, фамилијата од аеродром и градските момчиња од градски парк. Се уште трае прекинот на почетокот на второто полувреме. Добро е што срека во несрека што се случува на почетокот на второто полувреме, не на некој дел од надпреварот, кога една од двете екипи можеби ќе фати залет или ќе биде во вистински ритам. Тоа сега некои од кошаркарите гледате се подготвени на вакви ситуации, па и тие се забавуваат, меѓутоа не име баш едноставно на оние што треба да го чуваат редот и да се грижат да биде се под конец, а богами во претходната реакција на полицијата и на навивачите на МЗТ. И покрај тоа што реков, не знам што е причината за таквата реакција. Се враќаме долу на теренот, сакаме да бидеме што повеќе фокусирани на тој дел од салата. Тадич сега, лош обид. Тадич
Совковски, Синадинович, Георгиевски. Ќе мора да биде прекинат играта, се повреди Тадич. Значи Тадич, Синадинович, Ѓоревски, Георгиевски и Совковски, тоа е петорката на МЗТ Скопје на почетокот на второто полувреме. Мираковски, Соколов, Хаджибулич, Филипович и Чековски, стартната петорка за Работнички, оние што и го почнаа над-преварот. Работнички во напад, Чековски. Резултатот е исто од првото полувреме, 45-40 за Работнички. Мираковски под кошот, близко беше тука Соколов, не се разбраа овие двајца кошаркари, една лоша изработена акција, пропаѓа за Работнички и не годува и нормално се лути и Мариндо Кузовски, затоа што е почетничка грешката во организацијата на овој напад. Синадинович сега затворен од Мираковски, оди на него Филипович за 3, брзо изфрла изненадно и за Соколов, немаше блокада, меѓутоа немаше и прецизен удар на Совковски кој беше на клупата за резервни кошаркари во второто полувреме во финишот. Соколов погодува, ова се првите кошеви за Соколов во второто полувреме, 7 вкупно за него, 47-40 води Работнички. Георгиевски го бара Синадинович. Синадинович до Совковски, минува крај Мираковски, одлична асистенција за Георгиевски, убава акција, добра прецизна завршница за Георгиевски. Кош број 9 за Владимир Георгиевски. Прво второто полувреме. Луте до Кузовски, се налути уште пред она претходна акција, ми ги видиме како ги проложат натаму неговите кошаркари. Мираковски за 3, нема кош, добар скок, си обезбеди претходно добра позиција Ѓоревски, затоа беше лесно ја фати ова топка пред опасниот Чековски. Трет фаул за Филипович. Трет фаул за Филипович, не играше во најголемиот дел од втората четвртина. Влезе на негово место Јанев и стана наефикасен на надпреварот и еве го веднаш до Кузовски го уфрла Јанев во игра, затоа што Филиповича прави третата лична грешка. Совковски за 3. Надвор од баланс, погодува Совковски. Втора тројка за Александар Совковски. 47-45. Води Работнички. Чековски се отвора за 3, прецизен. Прецизен Ѓорѓи Чековски, негова прва тројка. Најдобар скокач, MVP на првенството, знае да погоди за 3, комплетен кошаркар. Сега чиста позиција за Георгиевски, не успеа да погоди Георгиевски за 3. 50-45, 5 плюс повторно за Работнички како на почетокот на второ полувреме. Сега Мираковски кон Чековски, да видиме во напад лична во напад од Чековски. Немаше друг излез, веќе беше тргнат по оваа асистенција. Добро затвори таму Ѓоревски и тука е коректна одлуката на судиите. Гледате малку згазна и на ногата на Ѓоревски, Чековски, така да дополнителен факт за исправноста на одлуката на судиската тројка. 50-45 за Ѓорѓи Чековски, ова е трет фаул. Ке мора да внимава во продолжение. Само 3 минути од второто полувреме истекоа. Синадинович погодува тројка без многу размислување. Тројка број 2 за Синадинович, се обидува да возврати Соколов. Нема кош, 50-48, 2 коша предност за Работнички, шанса да евентуално со тројка МЗТ да дојде до прво водство на надпреварот. Немаше досега предност од домашниот состав. Синадинович, да видиме како ќе изгледа оваа комбинација сега. Совковски за 3. Се врати назад и успеа да изгуби оваа топка. Се обиде атрактивно да мине таму крај Соколов, не успеа и пропадна овој напад, можеби за водство на МЗТ. Мираковски. Сега Чековски.
Соколов. Обид за асистенција кон Чековски. Добра беше идејата на Соколов, ки има нови 24 секунди за гостинскиот состав. Гледаме што наш оваа ситуација. Ѓоревски играше таму со нога. Сега Мираковски. Него е Мираковски, лоша топка. Јанев не се знајде, еве шанса за контрнапад. Оди Тадич прв, Јанев е таму, Тадич погаѓа Тадич, 14 и кош за Тадич. И изначено е 50-50. Успеа, упорни беа кошаркарите на МЗТ Скопје. Успеа од минус 8 да дојдат на 50-50 и сега се од почеток. Сега се разжестува атмосферата, поддршката од навивачите се поголема за МЗТ. Соколов влегува. Лошо изфрлова топка, има фаул од Јанев или не? Сепак од Чековски. Во прв момент мисле дека Јанев фаулираше Чековски и сега тоа е веќе критично за Токузовски. Четврта лична грешка ќе биде тоа за Ѓорѓи Чековски. Да видиме. Овде мислам дека фаулираше Јанев. Во дуелот со Ѓорѓиевски, меѓутоа прекршок му е суден на Ѓорѓи Чековски. 4 лични грешки. Тој и Филиповиќ сега станува многу непријатно за Марин Токузовски. Двајца кошаркари од првата петорка имаат по 4 лични грешки, нешто слича како на дуелот со Вардар, осигурување на оној драматичен надпревар. 50-50, еве ја првата шанса за МЗТ да дојде до водство. Обид во NBA стил таму Соковски да си поигра малку со кошаркарите на Работнички, атрактивно да погоди, не успеа. Соколов исто така непрецизен. Чековски ја собира оваа топка за 3. Хаджибулич нема кош, скока Ѓоревски. Уште една контра на МЗТ Скопје, уште една шанса за прво водство. Совковски до Ѓорѓиевски, погодува Ѓорѓиевски, одлична акција на МЗТ Скопје. Одлична акција на МЗТ Скопје и на половина од третата четвртина МЗТ Скопје го има првото водство. 52-50. Одиме со реклами. Четири минути 50 секунди до крајот на третата четвртина. МЗТ Скопје го презема водството. 52-50. Значи 12-5 направи во овој период составот на Анте Дуковски од 40-45, 52-50. Одлична серија за домашните кошаркари и сега врие во Јане Сандански. Мираковски, Соколов, блок од Јанев, бара топка сега Јанев со Ѓоревски, одзема топка Ѓорѓиевски, нов напад за МЗТ Скопје, шанса да одат на плюс 4. Синадиновиќ, има ли тројка? Не, сепак се откажува од оваа варијанта. Тадич се враќа во мирен напад, домашниот состав го предводи Синадиновиќ. Совковски за 3 од огромна далечина, сепак непрецизно. Хаджибулич под кошот надвор за Филиповиќ, сега Мираковски го смирува нападот на Работнички. 10 секунди за овој напад. Соколов го има Јанев, добива топка Јанев за тројка сега на влез. Оди сам Јанев, има фаул од Ѓоревски, да видиме. Тоа е четврта лична грешка и за Ѓоревски. Има тука фаул, тргна сам на кош Јанев. Ја гледам уште наш оваа ситуација, добар влез на Јанев, имаше тука прекршок од Ѓоревски. Две слободни фрлања за Јанев, шанса да дојде до ново изедначување. Работнички, меѓутоа нема да го има. Го промашува првото слободно Јанев, останува на оние 11 коша за него од првото полувреме. Ова е негов 12-ти, сега кош предност 1 поен позитива за
МЗТ Скопје, Синадиновиќ, Совковски. Ѓоревски против Јанев. Совковски храбро, рекет прецизно. 10 кош за Совковски. 54-50, сега 4 коша предност за МЗТ Скопје. Мираковски, Хаџибулич нема обид за 3. Блокада од Синадиновиќ, да видиме. На Тадич му е судена лична грешка. Прекршок на Тадич, Стојовски беше близко. Две слободни фрлања покажува Маријан Стојовски. И најверојатно ќе има уште еден прекид, ќе видиме. Слободни фрлања за Хаџибулич. Прецизен Хаџибулич во првото, 8 кош за Енес Хаџибулич. Го промашува второто, 14 за бирка 1, точно кошеви по надпревар во досегашниот тек од првенството за Хаџибулич. Сега е на цифрата од 8. МЗТ во напад. Синадиновиќ. Ѓоргиевски храбро влегува над Јанев, уште еднаш до оваа топка Ѓоргиевски и заслужи да постигне погодок, немаше среќа и Тустоа прави лична грешка. Заслужи за борбеноста, за упорноста, за жарот Ѓоргиевски да постигне кош, меѓутоа немаше среќа. Сега ќе беше добро да видиме од почеток оваа акција, ова е вториот обид на Ѓоргиевски. Дојде некако до топка, се обиде да погоди, меѓутоа добро затворија таму Филиповиќ и Соколов и нема кош. 52-54 или 54-52 водство за МЗТ. Не го реализира овој напад Хаџибулич. Нов напад за МЗТ Скопје. 2,5 минути до крајот на третата четвртина, што ја добива со многу поуспешна игра, попрецизна, похрабра, порешителна МЗТ. Совковски. Хаџибулич таму. 4 секунди за завршување на овој напад. Ќе мора да шутира Ѓоргиевски. Ја испарли оваа топка. Пресилно сепак доаѓа до неа Соколов, имали услови за контрнапад. Хаџибулич го смирува нападот на работнички. Мираковски, па сега Соколов е тука. Мираковски го мина Синадиновиќ. Сам Мираковски, добар влез, има кош. Има кош за Мираковски, 11 за него, први поени во второто полувреме. Тајмаут сега бара Анте Дуковски. Можеме да одиме со реклами. Добро. Рекламите во некое друго време, се враќаме долу на теренот да видиме како изгледа статистиката. Подобрана е на страната на МЗТ Скопје, не многу, меѓутоа 20 скока наспроти 18 на работнички. 21 од 44 за 2. Работнички се уште е висок процент на реализација од поле, 54, 21 од 39, 48 е сепак за процентот на МЗТ за 2, 21 од 44. За тројка поуспешен работнички, меѓутоа МЗТ Скопје до сега, барем на 1 минута и 53 секунди до крајот, ја добива оваа четвртина. 14-9 е во овој период резултатот во корист на домашниот состав, кој што е во напад сега. Ѓоргиевски. Совковски, надвор од позиција за шут. Синадиновиќ ја има за 3. Прецизен Синадиновиќ. Влезе во добар ритам Енис Синадиновиќ. Трета тројка негова. 13 коша. Еден помалку од Тадич. Странците на МЗТ. Први стрелци. Штета што го нема Миловиќ. Морам да подсетам дека
Од втората четвртина Биловиќ е на клупата за резерви повреден, Мираковски погаѓа тројка во меѓувреме, многу значајна во момент кога МЗТ се одлепи. 14 кош за Мираковски, изедначено е повторно. 57-57 сега. Синадиновиќ нема обид за 3, Мираковски оди на него. Тадич од голема далечина надвор од баланс, меѓутоа таму е вредниот Георгиевски. Ова момче има страшно чувство за тоа каде ќе се одбие топката. Секогаш е многу близко, секогаш подготвен за скок. Соколов не погаѓа за 3. 59-57 води МЗТ во контрнапад Тадич. Одлично од лева па на десна рака Тадич погодува 16 поен. 61-57. Највисокото водство на МЗТ е ова. 4 коша. Работнички имаше најмногу 8. Мираковски 10 секунди до крајот на третата четвртина во која што МЗТ експлодираше. Хаџибулич не погаѓа, 4 секунди за напад на МЗТ. Синадиновиќ минува покрај Мираковски удар и да видиме има кош. Како погодок на Синадиновиќ, експлозија во салата. Гледате како реагираат навивачите, како оние фудбалските во Англија во 60-тите години. Погледнете го овој напад. Нова тројка за Синадиновиќ. На 4 секунди во напад мина покрај Мираковски. И погоди за 3 Синадиновиќ. 16 коша за Енис Синадиновиќ. Одлична трета четвртина. Сега одиме со рекламите. МЗТ влегува со 64-57 предност со изворена трета четвртина. 24-12 ја добија во своја корист и со драстично зголемена самодоверба во последниот период од ова дерби против Работнички. Голем пресврт, одлична игра пред се на овој кошаркар Синадиновиќ. Погоди тројки, сега и Ѓоревски се приклучува. Конечно, само прв погодок за Ѓоревски во четвртата четвртина. Човекот што имаше постигнато 142 коша досега и беше најдобар стрелец на МЗТ Скопје. Но во вистински момент погодува. 66-57, 9 коша предност. Мираковски непрецизен за 3. МЗТ има шанса да оди и на плюс 11. Четири тројки на Синадиновиќ, најзаслужен за овој голем пресврт. Исто се однесува и за Тадич, овој пат промашување на Тадич, но Георгиевски таму се бори како лав. Награден се е од публиката. Георгиевски, можам слободно да кажам дека тоа е Чековски, ама кај МЗТ во овој цел надпревар. Реков дека во подеме неговата форма го покаже тој и со Торус. Чековски сега 16 кош, први негови поени во второто полувреме. Тројка за него брои 2. И сега плюс 6 за МЗТ, 60. Се тоа гарантира неизвесен, возбудлив дуел, изедначен до крајот. 24-12 ја доби третата четвртина.
МЗТ Скопје од -5 дојде до +7, сега 6 коша предност. Синадиновиќ предводи нов напад. Совковски, да видиме, кон Ѓоревски. Ѓоргиевски е во рекатот, оди сам Синадиновиќ, има фаул, да видиме од кого, од Мираковски. Да, од Мираковски е фаулот. Да, од Мираковски, трета лична грешка и за Мираковски. 3, по 4 Чековски и Филиповиќ, по 3 Мираковски и Соколов. Тоа се кошаркари од стартната петорка на Марин Докузовски. Синадиновиќ. Ѓоргиевски. Сега Ѓоревски. Тадич. Оди на него Хаджи Булич, прави блок таму. Ѓоревски. Совковски. Навлез Совковски. Одзема топката Соколов. По контранапад 3-2 Соколов. Трча таму Мираковски. Добива топка Чековски. Конечно асистенција од Мираковски. 18 кош на Чековски, најефикасен на теренот. 66-62. 4 коша предност за МЗТ Скопје. Синадиновиќ за 2, непрецизен. Сега неколку неуспешни акции на МЗТ Скопје. Да видиме дали ќе го касни тоа Работнички. Мираковски, бара топка Чековски. Оди на Ѓоревски. Чековски искусно. 20 коша за Ѓорги Чековски. Доаѓа на оној негов процент од досегашните надпревари, најдобриот стрелец во лигата. Сега Ѓоревски против Чековски, го остави Чековски, се плаче че одлична, меѓутоа не се исплаши Ѓоревски, погоди искусно четврти поен за Ѓоревски, 68-64 повторно на разлика од 4 коша и покрај тоа што МЗТ стигне и до +9, значи надмино на максимум на предност на Работнички од 8. Ево го Чековски сега. Немаше добра позиција кон Филиповиќ, не погаѓа Филиповиќ, скока таму Ѓоревски, оди во напад МЗТ Скопје со 4 коша предност, 68-64 Синадиновиќ. Ѓоргиевски против Хаджи Булич, одличен походок на Ѓоргиевски. Игра буквално во транс, откако влезе во игра Ѓоргиевски, го замени Ѓоревски во првата четвртина и потоа одлично издание. 15 коша за Ѓоргиевски, еден помалку од најефикасниот Тадич и Синадиновиќ во редовите на МЗТ. Сега Чековски повторно за 3, прекраток е во удар. Таму Филиповиќ се бори, успеа некако да се стајде Совковски, напад за МЗТ. 6 коша предност, шанса да се зголеми на 8. Се трошат последните 6 минути од надпреварот. Синадиновиќ. Фаул од Мираковски и за него четврти прекршок, покажува Стојовски. Еве зошто 2 слободни фрлања. Ева таа ситуација, гледате со задршка таму Синадиновиќ, Мираковски во лактот на бекот на МЗТ кој е на линијата за слободни фрлања. 17 кош постигна, две многу значени тројки во второто полувреме кога го правеше пресврт од домашниот состав. Прецизен и во второто. 18 коша. Веднаш за Чековски, најдобар стрелец Синадиновиќ сега. Мираковски го предводи нападот на Работнички. 64 за Работнички, 72 за МЗТ. Соколов за 3, нема кош. Скока таму Ѓоревски пред Чековски, храбро. Многу значен скок. Играат како во транс во второто полувреме кошаркарите на МЗТ. Со драстично зголемена самодоверба, жар, борба, тој да до овој резултат. Ѓоревски во второбит за 3, непрецизен. Меѓутоа, таму Ѓоргиевски нема денеска решение за него. Кошаркарите на Работнички, овој човек денеска одигра досега изворедно. Скока, погодува, игра добро во одбрана. 8 скок беше ова за Ѓоргиевски. Сега погодува.
17 коша. Им се приклучува на Синадиновиќ и на Тадиќ во ова изворедно издание. Време за реклами. Се воцрна долу на теренот, немаше кош во меѓувреме, имаше фаул од Тадиќ. Да видиме, тоа е само фаул број 2. Со убава предност од 10 коша, 74-64. МЗТ влегува во последните 4,5 минути од надпреварот. Без Миловиќ, кој што се повреди некаде кон крајот на првата четвртина. Меѓутоа со Синадиновиќ, со Тадиќ и со изворедниот Владимир Георгиевски, кој има 8 скока, 4 офанзивни, 4 дефанзивни, 8 од 14 за 2, 57%, висок процент. Тројцата кошаркари кои што го направија пресвртот и кои што ја одржуваат оваа предност на 10 коша, највисока до сега, 9 имаше претходно МЗТ. Добро во одбрана сега, таму Георгиевски, Ѓоревски, оди сам Мираковски, 10 секунди за завршување на овој напад. Соколов има се уште време за Чековски, меѓутоа борбено таму Тадиќ освојува топката за Синадиновиќ. Ова е предноста на МЗТ во второто полувреме над Работнички. Жарот, борбата, желбата за победа, желбата за успех и се разбира прецизноста направија да направи голем пресврт МЗТ Скопје од -5 на +10. Сега погреши Георгиевски, Тадиќ и Хаџи Булиќе, да видиме. Топка за Работнички. Топка за Работнички покажува судијата. Тенковски. Ева таа ситуација уште еднаш. Георгиевски, таму Мираковски дојде прв да ја расипе ова акција на МЗТ, а потоа која е доделена топката на Работнички. Добро. Сега грешка на Соколов и на Филиповиќ и останува во напад. МЗТ останува разликата од 10 коша во нивна корист, 3,5 минути до крајот. Убава предност, ќе видиме дали ќе има овде драма. МЗТ Скопје има добра позиција, добра шанса за триумф, да му се реваншира на Работнички за поразот од првиот надпревар оваа сезона. Сега Тадиќ, 5 секунди за завршување на нападот. Од огромна далечина Синадиновиќ. Каква тројка, како она на крајот од третата четвртина. 21 кош од немајкаде, меѓутоа многу прецизно. Тројка, 21 кош за Синадиновиќ. Враќа брзо Филиповиќ, само 5 поен за Владимир Филиповиќ. 66 за Работнички, 77 има МЗТ Скопје. 11 коша, највисока предност за домашниот состав. Миловиќ веќе се облече, го забележам таму некаде на средината на теренот. Совковски сега обид, скока Филиповиќ прави фаул. Георгиевски погледнува кон семафорот, погледнувам и јас за Георгиевски, тоа е
втора лична грешка, ја гледам уште еднаш на фантастична тројка на Синадиновиќ. Да погледнам, стоп, остотен ефект. 5 од 5 за 3 има Синадиновиќ, 4 од 4 за 2, 6 од 9 за слободни, 4 од 4, 6 од 9 за 2. Нова неискористена акција на Работнички. Остануваат 11 коша предност за МЗТ. 7-7, 6-6 на семафорот. Синадиновиќ сам 2 минути до крајот. Тадич има овде прекршок и тоа намерен според Стојовски. Еве голема шанса за МЗТ Скопје со реализација на двете слободни фрлања и со успешен напад, потоа да дојде можеби до недостижна предност. Големо задоволство, прекрасна атмосфера на трибините, онаму кај што се наоѓаат навивачите на МЗТ. Тивко е кај Сити Парк Бойс. Како да пречувствуваат и тие дека МЗТ Скопје се наоѓа на чекор до третиот триумф само за нив оваа сезона во 13-тиот настап. Сигурен Тадич од слободни фрлања. Првото искористено, 17 поен за него. Исто толку има Георгиевски, 21 Синадиновиќ, најефикасниот во МЗТ. Погодува и 18 за 18 коша вкупно. Игор Тадич, екс-кошаркарот на кипарски Енат. И напад се разбира за МЗТ, највисоки 13 коша предност, 79-66, со можност да се зголемат најмалку за 1 или 2 коша. 10 секунди да се заврши овој напад. Го гледате Миловиќ како внимателно го следи надпреварот. Се повреди и не игра речиси 3/4. Георгиевски жестоко се бори денеска ова момче. Мотивиран е страшно. Има страшна статистика за да неговото име. 8 коша, 8 од 14 за 2. Лоша единствено неговата статистика за 3. За тројка, 3 пати беше непрецизен. Чековски, Соколов. Грешка на Соколов или фаул, да видиме на фаул на Георгиевски. Фаул на Георгиевски, мислам дека тоа негов трети прекршок и покрај тоа што ако беше малку, уште секунда мирен, можеше да остави, немаше баш вистинска насока Соколов во оваа акција. Гледате. Расположени навивачите на МЗТ. Сега Филиповиќ под кошот, фаул на Ѓоревски, петти прекршок за него. Тој е првиот кошаркар што ја напушти играта со само 4 коша зад своето име. Екс-кошаркарот на Карпош Соколи влезе како со 99 скока и 15 асистенции во овој надпревар. Денеска 11 скока, значи 3 офанзивни и 8 дефанзивни, значи оди уште повеќе на 111 скока по ова коло. 79-68. Филиповиќ погоди 2 пати од слободни фрлања. И сега одлична акција. Синадиновиќ Тадич. 20 коша, асистенција на Синадиновиќ. Тадич завршува 41 поен вкупно за овие двајца кошаркари од вкупно 81 за МЗТ. 13 плюс 81-68. Непрецизен Мираковски. Минута до крајот. МЗТ Скопје се наоѓа на милиметар до победа во вечното дерби, до она сладка победа, сладок триумф над Работнички. Нема да биде можеби осветата од маздата